Врсничкото насилство постои во основните училишта и треба постојано да се работи за негово надминување. Ваква е оценката на Магде Ангова, координаторка за еднакви можности во општина Дојран, која минатиот период направи серија предавања во училиштата во оваа општина во соработка со училишните стручни тимови и Центарот за социјални работи во Гевгелија. Оваа година имавме обврска да изготвиме локален план за родова еднаквост и годинава обрнавме посебно внимание на врсничкото насилство, кое за жал е се почесто во основните училишта. Така, во соработка со Центарот за социјални работи Гевгелија, во соработка со психолог, педагог и социјален работник организиравме обуки на тема врсничко насилство и сите истите ги спроведовме во сите подрачни училишта во Дојран. Значи во училиштата во Нов Дојран, во Стар Дојран, во Црничани, Николич и Фурка. Одзивот беше навистина одличен, имавме прекрасна соработка, интерактивни беа предавањата, учениците беа многу заинтересирани за обуките, си ги кажаа своите проблеми и видовме дека всушност има многу скриени проблеми помеѓу нив. Ангова вели дека децата сакаат да зборуваат за проблемите поврзани со насилството меѓу врсниците, но и родителите споделувале примери од нивните искуства со децата. Затоа ми е навистина многу драго што дел од учениците се охрабрија и почнаа да зборуваат за проблемот со врсничко насилство, кој не е за занемарување. Стручните лица рекоа дека таквите проблеми, ако се провлекуваат подолго време, може да направат навистина големи проблеми во идниот живот на учениците. Така може да се јави стрес, анксиозност, депресија, панични напади. Сето ова можеме да го превенираме на тој начин што ќе зборуваме отворено за родово базираното насилство и за врсничкото насилство во училиштата. Врсничкото насилство или булингот може да се манифестира на 3 начини, како вербален, социјален и физички. Со развојот на технологијата се појавува и сајбербулинг, во кој се користат телефони, интернет, имејл, социјални мрежи, слики за да се повреди или вознемири некого. Булингот може да се случува за време на училиште или после училишните часови. Представува карактеристичен образец на повредување и понижување на другите, особено на оние кои се помали, послаби или на било каков начин поранливи од оние кои го предизвикуваат. Тоа не се случува еднаш, туку повеќекратно и е намерно со цел да се предизвика штета на другите со помала моќ. Пријавување на овој проблем во училиштата се врши кај наставниците, психологот, директорот, а секој психолог е должен да изнајде решение за проблемот.